Започнуваме со урбаните вести, добре дојдовте во нив. Во продолжение следува кусиот преглед на денот. Учениците од Средното електротехничко училиште на град Скопје Михаело Пупин добитници на 3D принтер. 12 уреди за прочистување на воздухот ќе бидат донирани од Ротари клубот за градинката 13 ноември. Нова фитнес зона на Кејна Вардар. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски се сретна со сезонските пазарџии. Голема акција за чистење на депониите во општина Аеродром. 12 уреди за прочистување на воздухот ќе бидат донирани во детската градинка 13 ноември во општина Центар. Уредите ги донира Ротари клубот Скопје Камен мост поради големата загаденост на воздухот и можноста за подобрување на амбиенталниот воздух што го дишат децата во текот на нивниот престој во градинката. Советниците на општина Центар Скопје денеска ја прифатија донацијата од 12 уреди за прочистување на воздухот кои се наменети за јавната установа за деца детска градинка 13 ноември во општина Центар. Поради големата загаденост на воздухот и можноста за подобрување на амбиенталниот воздух што го дишат децата во текот на нивниот престој во градинката, Ротари клубот Скопје Камен мост ќе донира 12 прочистувачи на воздух за потребите на јавната установа за деца детска градинка на општина Центар 13 ноември, со кои значително би се подобрил квалитетот на воздухот и би се намалил ризикот на заболување на дишните патишта на децата. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ на седницата информираше дека започна зимскиот период каде загаденоста е голема. Една од мерките која што може да се искористи е со вакви прочистителни апарати да се влијае за подобрување на квалитетот на воздухот на децата. Започнува зимскиот период каде што загаденоста е најголема и сметаме дека една од мерките која што може да ја искористиме е токму со вакви прочистителни апарати да влијаеме на подобрување на квалитетот на воздухот пред се на децата. Нормално во наредниот период кој што следи како градоначалник, но и како совет и стручни служби изготвуваме одредени мерки кои што планираме да ги направиме уште веќе од наредната недела, се со цел на краток рок излеземе да придонесеме колку што можеме да влијаеме врз квалитетот и на воздухот, но и пред се на квалитетот на животот нашите сограѓани. Председателот на Ротари клубот информираше дека уредот кој ќе биде поставен во градинката е еден од подобрите уреди на пазарот и е наменет за училници до 70 метри квадратни. Исто така е наменет да прави и 5 измени на воздухот во еден час. Уредот за кој што станува збор е според нас еден од подобрите уреди на пазарот кој што може да ја направи оваа улога. Точно, тој е наменет за училници до 70 метри квадратни и е наменет да прави 5 измени на воздух во еден час. И при тоа има HEPA 12 филтер, кој што дозволува во најголем дел да се чистат PM 2,5 частичките. Ние реално имаме повеќе загадувачи, но нашиот најголем проблем во Скопје моментално се тие честички кои што реално можат многу длабоко да влезат во белите дробови и при тоа да направат еден мал број на проблеми со белодробните патишта и генерално со кардиоваскуларното здравје на децата, посебно зашто они се прво во развој и нивните бели дробови се уште не се целосно формирани. Со новите измени и дополнување на законот за персонален данок на доход, граѓаните ќе немаат обврска да поднесуваат до Управата за јавни приходи годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи. Според предлог законот, наместо граѓаните, тоа ќе го прави Управата за јавни приходи, а граѓаните ќе треба само да потврдат или да ги коригираат информациите во пријавата. Граѓаните ќе немаат обврска да поднесуваат до Управата за јавни приходи годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи. Ова е предвидено со измените и дополнувањата на Законот за персонален данок на доход кои беа разгледани на вчерашната седница на владата на Република Македонија. Според предлог законот, наместо граѓаните тоа ќе го прави Управата за јавни приходи, а граѓаните ќе треба само да ги потврдат или коригираат информациите во пријавата. Годишната даночна пријава граѓаните ја
поднесуваат за остварени дополнителни приходи во годината што изминува, а пријавата се поднесува најдоцна до 15 март во тековната година. Обврска за поднесување годишна даночна пријава имаат граѓаните кои покрај платата или пензијата оствариле приходи како на пример по основ на закуп, авторски договори и така натаму. Оваа година за приходи остварени во 2016 година се поднесени околу 400.000 годишни даночни пријави. Во насока на подобрување на спортскиот дух кај граѓаните, како и поголемата мотивација за реализирање на спортски активности на отворено, градот Скопје и пивара Скопје денеска на кејот на Вардар отворија Кока-кола активна фитнес зона. Во присуство на голем број граѓани, спортисти, рекреативци, представници од пивара Скопје, како и градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, денеска на кејот на Вардар беше отворена 10-та Кока-кола активна зона. Проектот Кока-кола активни зони се реализираше во повеќе општини ширум земјава, во соработка со локалните самоуправи и вклучува поставување фитнес зони на отворено, опремени со најмодерни професионални справи за вежбање, достапни 24 часа на граѓаните без никаков надомест. Директорот на односи со јавност и комуникации на пивара Скопје, Ламбро Патче, истакна дека проектот е дел од глобалната платформа на пивара Скопје и компанијата Кока-кола за промоција на спортските и рекреативни активности во насока на создавање навики за активен живот. Во градот Скопје го заокружуваме нашиот 2-годишен проект на инвестиција во Кока-кола активни зони и сведоци сте дека генерации граѓани на територијата на цела Македонија секојдневно ги практикуваат Кока-кола активните зони, што е гаранција и потврда дека сме успеале во нашата мисија да го промовираме спортскиот дух и да промовираме создавање на навики за редовна физичка активност. Кока-кола активните зони се дел од нашата глобална платформа за промоција на спортскиот дух и редовната физичка активност и тие се продолжение на она што го работиме години наназад со компанијата Кока-кола, а тоа е преку промоција на спортскиот дух, редовната физичка активност преку Кока-кола фудбалскиот клуб, бидејќи сметавме дека создавање на вакви навики започнува уште од најмалата возраст. Се надеваме дека Кока-колата активните зони ќе бидат користени и оваа зона ќе биде користена како и сите останати и сакаме и упатуваме апел граѓаните да ги чуваат, да ги чувствуваат како своји и ова атрактивно место да биде место за дружење, забава, рекреација и инклузија на сите граѓани на територијата на град Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов апелираше до граѓаните да ја чуваат новата фитнес зона, донација од пивара Скопје, како и редовно да спортуваат и да се рекреираат. Заедно имаме можност да ги мотивираме граѓаните редовно да спортуваат и да практикуваат активни животни навики, дотолку повеќе што целата оваа зона и оваа инфраструктура е бесплатна и достапна до граѓаните во секое време од денот и во секакви временски услови. И апелирам до граѓаните на нашиот град да ја чуваат и да се грижат токму за оваа зона. Оваа активна зона е втора донација во Скопје, по првата која минатата година беше отворена во општина Газибаба. Сезонските пазарџи од општина Бутел се сретнаа со градоначалникот на општината Велимир Смилевски. На средбата беше разговарано за подобрување на непријатната слика која се гледа секојдневно околу општинската зграда и амбулантата, за која, како што информираше градоначалникот, мора да се најде решение и да се надмине. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски се сретна со сезонските пазарџи кои земјоделските производи ги продаваат директно од своите камиони паркирани долж улицата Бутелска, информираат од општина Бутел. Непријатната слика која секојдневно се гледа околу општинската зграда и амбулантата мора да се надмине, им порача градоначалникот и додаде дека размислува за изнаоѓање на трајно решавање за нивните потреби. Откако беа додадени неколку предлози како локација, градоначалникот им соопшти дека актуелната состојба ќе се толерира најдоцна до 30 овој месец. Потоа ќе имаат уште една средба на која ќе се соопшти конечното решавање за можна локација на која сезонските производители и продавачи на земјоделски производи ќе можат да ја извршуваат непречено нивната продажба.
Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин од денеска е побогато за едно наставно средство кое ќе овозможи да се развие креативниот дух кај учениците. Станува збор за 3D принтер кој училиштето го доби благодарение на ученици кои учествуваа на надпревар и со тоа стана единственото училиште во Македонија кое поседува 3D принтер. Тим на Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин, составен од учениците Матеја Велковиќ, Андреј Трајковски и Петар Георгиевски, предводени од менторот Даниела Сандева, учествуваа на Ultimaker Education Challenge и ја освоја наградата 3D принтер, со што стана првото училиште во Македонија кое го има овој принтер. За овој предизвик имало пријавено 250 проекти од факултети и училишта од цела Европа. Само од регионот, од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, учествуваа 35 градови, 84 училишта и факултети со 61 проект. Директорот на училиштето Евтим Пеовски истакна дека оваа награда значи сериозен исчекор за училиштето во насока на подигнување на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Ова всушност значи конкретен придонес за она што ние настојуваме да го реализираме во нашето училиште, односно да реализираме воспитно-образовен процес во кој што учениците ќе се здобијат со употребливи знаења. Овој 3D принтер исто така мислам дека конечно ќе придонесе да нашите ученици од некој виртуелен свет се вратат во реалниот живот и да продуцираат производи кои што ќе имаат своја употребна вредност и применливост. Победниците беа прогласени на саемот на европско ниво за примена на иновативни технологии во наставата од страна на меѓународно жири. Тоа беа оние тимови кои имаа разработено најдобар план за настава и идеја за примена на 3D принтерот. Предизвикот представен од Ultimaker го прифатија, одговорија со добар изум, тоа беше Drink Mixer 9001. И на наша голема радост и изненадување на BIT 2017, тоа е саемот за иновативни технологии кој што годинава се одржа во Лондон, бевме прогласени за едни од победниците на Ultimaker Educational Challenge. И голема чест сепак е тоа успех да со овие ресурси што ги имаме тука успееме да постигнеме тоа што го постигнавме. Тоа е нова технологија која што има примена во светот во многу сегменти. И се надевам дека и ние ќе најдеме примена не само во образование, него и за одредени услуги надвор од училиштето да се пружаат. Бидејќи сме единствено училиште во Македонија, не само како добитник на наградата, него единствено училиште што го има овој професионален 3D печатач. Проектот која донесе победата на тимот од Михајло Пупин е Drink Mixer 9001. Со него процесот на мешање на два вида пијалок е полуавтоматизиран. Идејата која започна како предизвик резултираше со голем успех. Проектот Drink Mixer е на некој начин, некој би можел да каже дека е едноставна идеја, но во тој момент никој од нас немаше може би толку големо знаење до како да го направи, но со дадено време и со користење на, како што кажав, на нашите знаења, успеавме да составиме нешто што е, мислиме, поприлично интересно и корисно за други луѓе. Оваа награда ќе ја модернизира наставата и ќе ги инспирира учениците за понатамошни успеси, а исто така ќе го развие и креативниот дух кај учениците. Наскоро во општина Аеродром ќе се организира голема акција за чистење на дивите депонии на целата територија на општината. Ова го соопшти градоначалникот на Аеродром Златко Марин на денешниот состанок со надлежните служби од секторот за комунални работи.
Општина Аеродром наскоро во соработка со град Скопје и неговите јавни предпријатија ќе организира голема акција за чистење на дивите депонии на незината територија. Ова го соопшти градоначалникот на Аеродром Златко Марин на денешниот состанок со надлежните служби од секторот за комунални работи. На состанокот, како што се наведува во соопштението на општината, беше договорено наредните денови да се направи микроплан со локации што ќе бидат опфатени во акцијата, како и неопходната механизација што ќе биде потребна јавните предпријатија, комунална хигиена и паркови и зеленило да ги стават на располагање. Во акцијата ќе бидат вклучени од 1000 до 1500 лица, а добре дојдени ќе бидат и волонтери со висока еколошка свест. Оваа голема екоакција представува символичен почеток на реализација на стратегијата на општина Аеродром како локална самоуправа за целосно чистење на дивите депонии на незината територија, се вели во соопштението и се додава дека за почист аеродром и континуирано одржување и заштита на јавните површини во иднина ќе се применуваат строги казни за загадувачите на животната средина. На улица Македонија се одржа свечено дефиле на кое учествуваа мажоретки од модниот клуб Модест од општина Тиват во рамки на манифестацијата Денови на Тиват во Скопје. Посетителите имаа можност да ги посетат и двата штанда со промотивни материјали за туристичките потенцијали на општина Тиват, како и автентични сувенири и ракотворби. Амбасадата на Црна Гора во Република Македонија во соработка со општина Тиват, туристичката организација на Тиват и општина Центар Скопје ја организира манифестацијата Денови на Тиват во Скопје. Манифестацијата започна со свечено дефиле во центарот на Скопје на кое учествуваа мажоретки на модниот клуб Модест, членови на културно-уметничкото друштво Бока и членови на Сдруженијето Машкарада, кои се движеа од музејот на град Скопје по улица Македонија до плоштадот Македонија. На улицата Македонија беа поставени и два штанда со промотивни материјали за туристичките потенцијали на општина Тиват, како и автентични сувенири и ракотворби. Ради се о манифестацији Дани Тивта у Скопју и ми смо културна делегација наше државе и наше града. Ту видите црногорске и бокешке ношњи и наше заставе, видите црногорске националне мажоретке и тиватску властелу господу на зачелju. Сигурен сам да ќе градани Скопје уживати у нашем перформансу. А вечерас наставljamo програм sa црногорском вечери у хотелу Александар Палас. Средното угостителско училиште Лазар Танев денеска го одбележа својот патронен празник. Во рамките на одбележувањето се одржа свечена програма, а учениците имаа можност да ги покажат своите кулинарски способности пред присутните. Пред споменикот беше положено и свежо цвеќе. 68 години постоење на училиштето, 68 години успех, професионалност, работна дисциплина, исполнување на сите законски норми во поглед на образовниот процес, едуцирање на нови 68 години, едуцирање на кадри кои што веднаш се вработуваат и кои што се потребни на пазарот на трудот. Нашите ученици се нашето најголемо богатство, вработените во училиштето исто така даваме максимум се од себе, за да на крајот финалниот наш резултат бидат квалитетни ученици, квалитетен стручен кадар кој што веднаш му се отворени вратите во производствениот процес. Денешниот ден ни беше исполнет со повеќе активности поврзани со надпревари во рамките на Лидер, проектот на Министерството за образование и наука. Во повеќе дисциплини беа одржани надпреварите, имаме резултатите, победниците, ќе ги промовираме прво нив и секако ќе имаме пригодна програма на која што ќе настапат нашите ученици, тие подготвува веќе неколку недели таа програма за нашите гости, за нашите ценети почитувачи на училиштето. Ќе им ги представиме сите наши успеси во минатата година и во изминатите години. Исто така ќе им представиме и што ќе работиме во следната година, кои проекти, на каков начин ќе се презентираме пред останатите. Министерството за образование и наука за академската 2017-2018 година ќе додели вкупно 2890 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи.
Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави денеска, ќе бидат доделени 1500 стипендии за студенти од социјални категории, како и 630 стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето. За студенти запишани на техничките факултети и медицинските науки кои постигнале просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година од најмалку 8,5, а за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9 просечен успех. За студентите запишани на студиските програми по информатика ќе бидат доделени 125 стипендии, од кои 105 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните универзитети и високообразовни установи и 20 стипендии за студенти запишани на додипломски студии на приватните универзитети и високообразовни установи. 530 стипендии се обезбедени за студенти запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки и кои постигнале просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година најмалку 7 просечен успех, додека 105 стипендии ќе бидат доделени на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи, кои постигнале просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година најмалку 7 просечен успех, а се запишани на студиски програми по хемија, физика и математика. Висината на стипендијата за прва година стипендии за студенти од социјални категории изнесува 3300 денари месечно за 9 месеци во текот на студиската година. Студентот кој конкурирал за 2 или повеќе групи на стипендии и ги исполнил условите за добивање, му се доделува стипендијата според приоритетот, кој го направил во евидентниот лист. Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот на Министерството за образование и наука, почнувајќи од денеска заклучно со 20 ноември 2017 година. Од 13 до 17 ноември Институтот за македонски јазик ќе организира 5-дневна манифестација Отворени денови. Како централен настан ќе биде втората меѓународна научна конференција Минатото на јазичниот свет денес и утре, со 68 учесници од Македонија и 7 од други земји. 5-дневна манифестација Отворени денови ќе организира Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков наредната работна седмица од 13 до 17 ноември. Централен настан е втората меѓународна научна конференција Минатото на јазичниот свет денес и утре, со 68 учесници од Македонија и од 7 други земји: Босна и Херцеговина, Косово, Полска, Русија, Словенија, Србија и Хрватска. Председателката на организацијскиот одбор на конференцијата Лидија Тантуровска на пресконференција денеска рече дека учесниците, кои се 33 повеќе од минатогодишната конференција, ќе дискутираат на разновидни теми од граматика, лексикологија, фразеологија, историја, дијалектологија, социолингвистика на македонскиот јазик во споредба со други словенски и несловенски јазици. Пред почетокот на конференцијата ќе биде промовиран и хрватско-македонски речник, а покрај работниот дел за учесниците ќе има и факултативна посета на Маврово. Отворените денови ќе почнат во понеделник во 11 часот со промоција на 3 нови изданија на институтот, а вториот ден од манифестацијата ќе биде организирана јазична трибина: Јазиците на Балканот, босанскиот јазик, состојби и перспективи. Пообилни врнежи од дожд наместа и до 25 литри на метар квадратен, а на планините снег, најавува за предстојниот викенд управата за хидрометеоролошки работи. Врнежите од дожд ќе бидат поизразени утре попладне во западните и јужните делови на Македонија. Снег пак ќе паѓа на повисоките планински места во северозападна Македонија. Следува МТМ Метео со температурите по градови.
И пред крајот уште една информација. Посебен сообраќаен режим на сообраќајниците кај арената Телеком во Градски парк и ВИП арената ќе воведе утре и задутре СВР Скопје, поради најавениот концерт, фудбалски надпревар Македонија-Норвешка и другите спортски настани. Утре од 18 часот и 30 минути ќе има пренасочување на сообраќајот на улиците околу фудбалскиот стадион во Градскиот парк, додека од 20 часот поради настанот во ВИП арената периодично ќе има пренасочување и на сообраќајот околу објектот булевар 8 септември и улицата Бледски договор. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието и останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.